Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности, еве не денес во 18-тата емисија поред од втората сезона на Потрага по вредности. Мои денешни гости се, ќе започнеме со дамата, таа е магистер по психолошки науки Лидија Зорва, инаку сега докторант на Институтот за труд и социјална политика. И се разбира, тука е мојот редовен соговорник и соуредник на нашата емисија Потрага по вредности, отец Ивица Тодоров. Сепак ќе дадеме предност на дамата. Насловот на денешната тема вака го заглави, значи здравието како вредност и болеста како избор. Ти си магистер по психолошки науки, значи не си лекар и нема да зборуваме за телесното здравје, меѓутоа се сеќам кога почнав со духовниот живот, слушнав една информација, 50 до 60% од болестите биле психосоматски. Како течеше времето, 100% постојано растеше. Баш ме интересира што велат научниците, колка процент од болестите се психосоматски? Тоа е област која посебно ме интересира и холистичкиот пристап во психотерапијата, што значи дека тој пристап значи дека не се гледа човекот како тело одвоено од душа, туку се гледа како интеракција на она што е телесно или соматско и она што е психичко, односно душевно. Во таа смисла, се што се случува на ментален, психички план има своји рефлексии или реперкусии врз нашето телесно или соматско здравје. И обратно, се што се случува на телесен план има реперкусии или рефлексии врз тоа како ние се чувствуваме, значи нашето психичко здравје. Имајќи предвид конкретно да одговорам дека ме прашавте дали тој процент расте, мој впечаток е, а и на тоа укажуваат бројни истражувања, дека се поголем број на заболувања се во последниве децении психосоматски заболувања. Тука, почнувајќи од висок крвен притисок, кардиоваскуларни заболувања кои според некои статистики имаат најголем процент на смртност меѓу луѓето, малигни заболувања, заболувања на дигестивниот тракт и така натаму, многу од нив, повеќето од нив се психосоматски или се предизвикани од некои психолошки фактори. Многу помал број од овие заболувања се предизвикани од некои други, да кажам, надворешни фактори, како што се разни токсини, зрачења, нездрава животна средина, повреди и така натаму. И токму затоа е многу битно да се разговара за тоа колку е важно да се живее здраво и во психолошка смисла на зборот, меѓутоа и во телесна, на што го нарекуваат здравствена смисла на зборот, затоа што здравието не е само психичко или физичко, тоа е човечко. Така. Отец Ивица, значи Евангелието, Светото писмо, црквата научи дека човекот се состои од тело, душа и дух. Меѓутоа е како личност единствено битие. И ова што научниците денеска го велат, нели, како се поврзани болестите и здравието што зависи, тоа црквата одамна го тврди, меѓутоа научниците го докажуваат дека е така. Вака кога говориме дека човекот е составен од тело, душа и дух, да не се разбере дека човекот е составен од некои елементи, па се тоа го прави човек. Значи, поточно треба да се каже вака, дека човекот е духовно битие, односно личносно битие, самосвесно битие, значи битие кое е свесно за своето постоење, свесно за својот идентитет, интегритет, и тоа битино или личносно постоење се изразува преку душата и преку телото. Сега, кога ние говориме за душата, ние говориме според тоа што ни е откриено од самиот наш Творец, запишено во Светото писмо и онака како што светите отци на црквата го објасниле, душата е нашето духовно тело. Значи, и душата е тело, но духовно тело, и тоа духовно тело не е од субстанција од овој свет. Значи, тоа е нашето духовно тело и ние како личности се изразуваме преку тоа наше духовно тело и преку нашето физичко тело, кое е од субстанција од овој свет. Значи, во Светото писмо е запишан овој процес на создавање на човекот. Значи,
Бог го создаде човекот, односно телото на човекот од прав земен, од сите елементи од овој физички универзум. Ние гледаме дека сите елементи ги имаме во нашето тело и Бог го уредил нашето тело, односно нашето тело организам од многу органи кој и тоа функционира онака како што Бог го промислил, и потоа се вели Бог вдахна дух животен и човекот стана душа жива. И сега по тоа душа жива најповеќе се разбира она дека човекот во тој момент, односно првиот човек Адама, потоа и сите ние што преку Адам и Ева сме дошле во овој свет, потоа се подразбира дека човекот е личност. Значи личност која се изразува себе си преку својот духовен аспект на постоење, преку својот телесен аспект на постоење, и да не беше падот, односно да не беше таа дезинтеграција на злото во нас и гревот, човекот би живеа холистички, односно онака целовито, полнота, би бил едно со себе, односно не би имало судир меѓу духовниот и телесниот аспект, како што постои денеска, некаква раздвоеност, не би постоел судир или некаква одвоеност од природата, и не би постоел судир или некаква одвоеност од духовниот живот од Бог и така натаму. Но ние гледаме кога сме се инфицирале со злото како токсин, како отров, ние гледаме дека тој процес на злото во нас создава состојби на раздвоеност. Битка меѓу телесното и духовното, битка меѓу состојбата на свесност и несвесност во нас и така натаму. Ние гледаме како еден добро процент од луѓето не се свесни за своето постоење. Постојат на еден биолошки аспект. Сега, тоа е тоа. Значи, така да резимирам, значи, човекот е комплексно битие, но пред се е личност. И со тоа ние се одвојуваме се што е создадено во овој свет. И од обичниот начин на екзистенција, кој не е свесен, после растителниот аспект, животинскиот, анималниот, се човекот е на врвот на таа пирамида, затоа што е свесно битие и има свесно за себе, за своето постоење, свесно за Творецот и свесно за вечност. Другите аспекти на постоење во овој свет, тие нешта ги нема во себе си. Така. Лидија, ти си психотерапевт, така. Значи се грижи за менталното здравје на луѓето околу нас. Секој сум го поставил прашањето, очигледно е дека овој свет се повеќе и повеќе душевно се разболува, меѓутоа ми се чини дека се помалку и помалку луѓето се подготвени да признат дека имаат проблем. Како тоа да се надмине? И како човек да се грижи и за телесното, меѓутоа и за менталното, односно душевното здравје? Животот на човекот започнува од, зборувам, животот на овој свет започнува од денот на раѓањето. Детето кога се раѓа, доаѓа во една социјална средина во која првите личности или ликови, ако сакате, кои ги гледа се неговите родители или оние кои што се грижат за него. Многу е битно во тие први развојни фази на детето какви животни навики ќе стекне. Тоа обично се учи од родителите. Така, некакви модели би рекли, модели на однесување. Понатаму се тоа збогатува и усовршува низ воспитно-образовниот процес во основното, средното училиште или ако човекот реши да продолжи со понатамошно образование, низ работно искуство и така натаму. Меѓутоа, основните животни навики, се едно дали се здрави или помалку здрави или сосема нездрави, и во психолошка и во, како да кажам, физичка, физиолошка смисла, детето ги учи во семејството, од оние со кои што почнува да расте. И затоа домашното воспитување е нешто што многу тешко се поправа и не може, зборувам, доброто домашно воспитување е нешто што многу не може да се надомести. Многу тешко се надоместува понатаму во воспитно-образовниот процес. Од друга страна, кога детето или децата во семејството ќе стекнат нездрави животни навики, потешко е понатаму во воспитно-образовниот процес да ги поправат. Не е невозможно, ама е потешко. Базата е таа во семејството, во средината во која расте. И затоа родителите како модел на однесување, како модел на живење се од клучно значење за тоа како нивното дете, каков модел на живење ќе усвои. Ако тие живеат здраво, ако живеат во љубов, ако се грижат еден за друг,
ако постои хармонија во семејството, ако добро се хранат, ако доволно се движат, ако имаат работни навики, ако се прашуваат еден со друг како се чувствуваш, дали ти е добро, ако имаат здрав однос кон другите личности од заедницата, најверојатно или најголема е веројатноста дека и децата ќе израснат со такви животни навики, со такви ставови и така ќе продолжат да живеат понатаму. Така. Од друга страна, наспроти ова, ако во едно семејство базично и првенствено нема љубов, значи нема посветеност на родителите еден кон друг и кон потомството што го создале. Ако не постои грижа, ако не се разговара, ако децата се препуштени сами на себе на улицата или на некоја друга средина која нив не може да им го пружи она што им е потребно, ако не се реагира во ситуации кога некој е болен, кога на некој му е тешко, ако не се прашуваат луѓето меѓу себе како ти е, дали ти е добро, можам ли да направам нешто за да ти биде подобро и така натаму, малку е веројатно или многу мал процент од овие деца понатаму развиваат здрав животен стил, здрави животни навики и првенствено малку умина од нив научуваат да се сакаат себе си, а оттаму произлегува и љубовта, почита и се што е добро што се рефлектира кон другите луѓе од средината во која ќе живеат. Затоа е од суштинско значење какви животни навики ќе им создадат родителите на децата, особено во првите развојни фази од животот. Сивица, најголемиот дел од верниците што дат од црква, најчесто се молат за здравје, успех, среќа. И тука има една дефиниција од Светската здравствена организација, вика здравје е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или на телесни недостатоци. Како од духовен аспект се дефинира што е здравје, што е здравост кај една личност, што е здравост во едно семејство, што е здравост во едно општество? Како тука би го кажале, би го дефинирале тоа? Да се дефинира, односно да се објасни кој е здрав во севкупна смисла на зборот. За да се објасни ова нешто, тоа може да се објасни на многу едноставен начин. Здравиот човек, кој е здрав на духовно-ментален план, на душевно-емотивен план и на телесен план, таквата личност, како што премалку кажа Лидија, ги има овие вредности. Значи, првен е реална. Таа личност е реална. Значи, таа личност не живее во фантазија, односно таа личност не живее во некакви фикс идеи, односно во идеи кои се незино бегство. Таа е реална личност. Затоа што е реална личност, таа реално одговара на сите предизвици со кои се соочува. А може да одговори затоа што е одговорна личност. А може да одговори како одговорна личност затоа што има емпатија, односно љубов во себе си, што е многу битна состојба. Значи има љубовта треба да се разбира и како животодавна, животоодржувачка и животоосмислувачка енергија. Тој човек има љубов во себе си. И таа циркулира како вита виталис и во неговиот дух, и во неговата душа, и во неговото тело. И тој се чувствува пријатно, односно се чувствува хармонизирано. И таквата личност е градивна, творечка, и таквата личност, доколку е родител, таа ќе формира такво семејство за кое зборуваше пред малку Лидија. А такви семејства, за жал, денеска многу се ретки. А се ретки затоа што никој не води сметка кон тоа да дефинира она што го разговараме во моментот. Што треба самото општество, самиот образовен систем, целата социјала да направи за да ние формираме добри луѓе, да формираме здрави луѓе, одговорни луѓе, реални луѓе, луѓе кои имаат творечки вомен во себе си, кои имаат љубов и кои знаат на вистински начин да одговорат на предизвиците на животот таков како што е во овој свет, затоа што ние живееме во отпаднат свет, ова не е царство Божје, ова не е рај. Тука треба човек да биде крајно мудар и интелигентен, значи треба сите капацитети што Бог ни ги дал и на духовен, и на душевен, и на телесен план да ги користиме. Здравата личност ги користи.
Јас би да се надоврзам на зборувањето на отец Ивица. Една од најчестите причини заради кои луѓето доаѓаат на психотерапија кај психолог, на психијатар или кај духовник, сега е тоа некако, можем да кажам, модерно. Се повторно се враќаме на старата традиција. Да, тоа е модерно, сакале ние или не да го кажеме тоа. Една од најчестите причини се љубовни проблеми. Меѓутоа, за жал, веќе традиција стана под љубов и под љубовни теми или проблеми да се размислува исклучиво во контекст на партнерско-сексуални еротски релации. Меѓутоа, прашањето за тоа што е љубовен однос е толку многу пошироко, поголемо и позначајно од партнерско, сексуални, еротски или, не знам, брачни теми и прашања, што мислам дека генерации и генерации наназад со децении воглавном немаат појма што е уствари што е всушност љубов. Така. Што се подразбира под љубов. Воопшто не се зборува за љубов во контекст на здравје. Така. Дури лекарите, на крај памет, повеќето од нив барем, може би ретки исклучоци, не го прашуваат пациентот кога ќе дојде со некоја психосоматска болест, постојано кажуваат, има ли љубов во средината во која живеете? Так. Имате ли спокој дома? Дали се сакате еден со друг? Дали си покажувате внимание? Грижа. Тоа е многу битно. Дали му кажувате на вашето дете дека го сакате и дека ви е битно? Дали го покажувате тој или само јас многу те сакам и си одите на работа? Оно што сакам да го потенцираме дека темата љубов е многу актуелна, ама е стеснета само на љубовно партнерски сексуални односи, се останато е на маргините, се зборува ретко и воопшто не се зборува во контекст на она што вие го што е тема на овој разговор, општото здравје, менталното здравје, генерално здравјето на човекот и неговите околини. Да. Така, кога зборуваме за љубовта, еден автор вели тоа е исто како две празни шишиња и се обидува едното шише од другото шише нешто да земе, да се напие, да украде, кога нели во тие врски ако нема љубов внатре во таа личност, како ќе ја даде на друг околу себе. Интересно е дека насловот на книгата што ни ја подари мене и на отец Ивица се вика Поблиску до себе. Тоа е книга напишана 2009 година. Ете, поминале до сега нели 7 години, меѓутоа ова е плод на твоето искуство како човек, како личност, како психијатар, како психолог пред се. И интересно е, насловот гледам многу е добро одбран. Значи, поблиску до себе. Ми се чини дека се околу нас не тера да бидеме подалеку од себе си. А тенденцијата е, според мене, Божјата промисла ние да бидеме блиски со себе си и блиски со Бог, со нашето вистинско битие, а тенденцијата на овој свет е да бидеме што подалеку од тоа. Како го согледувате ова во денешниот свет? Оно што вие го кажавте со една терминологија, во психологијата се нарекува автентични потреби. Луѓето, веќе можеби со векови назад, не толку скоро, се многу далеку од своите автентични потреби. Првата автентична потреба или една од првите е потребата за прифаќање. Детето кога ќе се роди чувствува несвесно потреба да биде прифатено од родителите или оние кои што се грижат за него. Понатаму детето чувствува потреба да бидат прифатени и неговите други потреби. Меѓутоа, општеството, социјалните норми, културните разлики прават да децата уште од мали се повеќе немаат контакт со себе и со она што навистина го сакаат за себе. Секогаш некој однадвор им кажува што и како треба да прават. Никој не ги прашува што навистина ти сакаш да правиш. Што навистина тебе те радува. Дали се чувствуваш сега добро? Дали сакаш да живееш вака? Дали сакаш ова да учиш? Дали сакаш ова да сега да стапиш во брак? Дали сакаш да ја работиш оваа работа? Општеството наметнува
одредени норми на однесување кои што ги делат луѓето, ги прифатив овие норми на однесување и јас сум нормален, Така. или душевно здрав, ме прифати социјалната средина. Меѓутоа, многу често, не секогаш, но многу често, таквите луѓе се осеќаат многу лошо, тажно, бедно, мизерно, промашено, а не знаат ни зошто. Или можеби ќе сватат прилично доста. Од друга страна, имаме една ситуација во која што ако некој не ги прифати социјалните барања, кои најчесто прв пат човекот ги чувствува во семејството. Мајката му вели треба ова да правиш, таткото му вели ова. Не знам, во училиште му велат што друго трето треба да прави. Ако не ги прифати, веќе тој му велат ти не си нормален. Како можеш да живееш така? Без разлика, не го прашуваат дали се чувствува добро или не, како му е. Ти не си нормален. Како може да не сакаш тоа што сакаат сите? Или како може да правиш нешто што никој не прави? Кои си ти? Многу е проблематично кои се тоа сите. Да, тоа е, треба има еден општествен конформизам кој ако не се прифати, ако не се испочитува, човекот добива етикета дека не е нормален. Дури и дефинициите психијатриско-психолошки велат дека душевно болен човек е оној чие што однесување, говор и мислење драстично отстапува од однесувањето, говорот и мислењето на повеќе мината. Тоа е проблематично. И кој е, велат, душевно болен, е оној чие што однесување, говор и мислење комплетно не соодветствува или не е сообразно со стварноста. Еден автор друг иронично вели, чие лудило се разликува од лудилото на станатите. И тука има огромни културни разлики. Она што некаде е нормално, и човекот го сметаат за здрав и се воред со него, на друго место ќе речат овој не е нормален. Нешто не е во ред со него или со неа. Во таа смисла, дали е некој нормален или не е нормален, конвенционално се определува. Се собрале на конгрес и кажале, тој што се однесува вака, тој е душевно здрав, нормален. Тој што има вакви однесувања, зборува така, тој не е нормален. И тоа се договара. Консензуално. Така, отец Ивица, меѓутоа, еве ти како теолог се базираш на Светото Писмо и таму се објавува Божјата промисла за човекот. Како личност, личноста има право да избира, да биде со Бога. Затоа е личност, затоа што има право да избира. Така. И меѓутоа, општеството како да се обидува да му ги смали изборите на човекот, да го принуди да во некакви нормали да го стави, норми, за да не биде свој, нели? Треба да дефинираме кој во општеството. Да видиме тоа. Многу широка работа. Баш ова што го зборуваше Лиде ме потикна и асоцира на еден разговор што го имам со една сестра моја во Христа, и она вика, отец Ивица, имам проблем своето сознание за верата, своите плодови од мојата духовност, од праксата моја, да ги споделувам со луѓето околу мене, затоа што тие веднаш ме напаѓаат, реагираат вака или онака. Ја викам, чекај малце, зошто тоа да ти е проблем? Ајде се викам да размислиме во нашето општество какви се луѓе живеат. Живеат ли атеисти? Живеат. Живеат ли, например, луѓе кои имаат онакви или овакви религиозни ориентации, идеолошки ориентации, политички ориентации, не затоа што живеат. Сега, како сите можат да имаат ваква или онаква вредностна ориентација или светоглед, а ти да не можеш? Односно, зошто твојот избор како христијанка да биде проблем? Односно, нив да им биде проблем. Значи, има, викам, тука подлабок момент. Затоа што изгледа ти си допрела до некои вистини, натре во себе, и си осознала некои вистини кои се многу битни за животот на човекот, и сега тие вистини им се проблем на луѓето околу тебе, затоа што на еден начин тие ја потикнуваат нивната состојба на бегство од нивната свесност и совесност, особено од совесноста. Така. Сега, кога ќе се појави човек кој се труди да живее искрено, доблесно во една средина, и сега таа средина, ако живеела недоблесно, веднаш тој човек пречи.
Така. Зошто? Затоа што ти си им светлина, односно им ја надразнуваш нивната совест и ги потикнуваш да се менуваат. Така. Може би не на свесен план. Не им проповедаш, не им викаш слушајте вие грешници. Не, просто си живееш еден нормален живот, но твојот нормален живот во рамките на твоите вредности и на плодовите од духовниот живот, затоа што духовниот живот е процес. Че тоа не е нешто за го започнеме денеска, утре веднаш да ги видиме плодовите, тоа е процес. Процес на духовен, душевен и телесен план. Значи луѓето се менуваат, кога ќе почне промена на духовен план, на ментален план, кога ќе почнеме да ги менуваме мислите, содржината на нашите мисли, потоа кога ќе смениме содржината на нашите мисли, ние менуваме содржината и квалитетот на нашите емоции, потоа ја зајакнуваме нашата волја, значи силно ја потикнуваме нашата животоносна, животоодржувачка енергија и таа струи, како што струи во душата, таа струи во телото, во секоја клетка, во крвотокот. Така. И ти се менуваш. Значи ти се менуваш и во општеството зрачиш со една друга фреквенција. И сега оние што нема таа фреквенција веднаш тоа го детектираат и се плашат. Се плашат од промена. Затоа што состојбата на духовна смрт, односно духовна успиеност, е препознатлива со состојба на нежелба човек да се менува, на статичност. Така. Тоа е инертен, тоа се инертни луѓе. И они влегуваат у таа инертност, своја духовна успиеност, тие размислуваат у некакви модели, вакви, онакви, просто шаблони, и тие ништо немаат, тие немаат контакт со себе си, оно што би рекла Лиде, не се близко до себе си, туку се далеко од себе си. И затоа што живеат еден фантазерски живот, еден живот во илузија, тие немаат, затоа што немаат контакт, не се близко до себе, тие не се ни одговорни за своето душевно и телесно здравје. Јас познам многу луѓе кои не се одговорни за своето телесно здравје. А велам, видете, вашето тело е вашиот автомобил. Во вашето тело се вози вашата душа, вашата личност. И велам, како што се грижите за вашиот автомобил, а се грижите за да ве вози, викам, зошто не се грижите за вашето тело? Така. Пошто во христијанството ние не можеме да кажеме дека, пошто има разни филозофски религиозни системи кои велат душата е добра, телото е зло. Во христијанството и телото и душата се добри. Се е добро, злото не чини, гревот не чини. Неодговорниот однос кон душата и телото не чини. Значи, проблемот е во личност. Така. И затоа човек кој е духовно разбуден, кој е свесен, значи, тој има одговорност и за своето тело, и за здравјето на своето тело, и за здравјето на својата душа, и се разбира за здравјето на својот дух, на својот ментален живот. Тоа е тој. Тој е одговорна личност. Тоа е одговорна личност и таквите личности потикнуваат на промена. Еве ние да се навратиме на историјата на човештвото. Луѓе кои се смениле, се промениле, тие може да го менуваат општеството и ние се сеќаваме на таквите луѓе, ние не се сеќаваме на инертни луѓе. Така. Милиарди инертни луѓе живееле во овој свет. Така. Ама ние не се сеќаваме на нив, затоа што тие во својата инертност се идентификуваат со биомаса. Они се тело, значи се родиле како тело, живееле како тело, умреле како тело и од ништо живееле во ништо и завршиле како ништо. Ама дали тоа смислата на нашиот живот? Дали тоа нашиот Творец го бара од нас? А самите ние, внатре во себе, имаме одговор за сите тие нешта. Кога ќе бидеме во допир со себе, во допир со тој образ Божи, тој печат на нашиот идентитет, на нашата личност, сите тие нешта се внатре во нас и тие почнуваат полека автоматски да се отварат. Буквално автоматски. Така. Значи, многу често го цитирам светиот Антонија Велики, кој бил скоро неписмен човек. Сега доаѓале многу мудри луѓе кај него и го прашувале: "Чекај бе, ти сега како се овие работи ги зборуваш, а книга не си прочитал?" И он им поставува прашање: "Што е постаро, разумот или книгата?" Така. Човек кој е разумен, односно кој го активира својот ум да стане творечки, активен, разумен, значи конструктивен, љубовен, тогаш тој човек сам почнува да се чита себе си, да ја чита околината околу себе си, станува мудар. Тој знае бре. Така. И тој е човек што менува. Онака другите паѓаат во состојба на инертност. Така, основата на, би рекол, на секое здравје е спознавањето на себе си. Така и насловот на книгата на Лидија не случајно е тоа. Меѓутоа, бидејќи ние не се сознаваме себе си, не ја знаеме ни смислата на собствениот живот. Предпоставам дека кај Лидија доаѓаат луѓе што ја изгубиле смислата. Не знаат сега
како да се снајдат во нивниот живот, а самите не си поставиле смисла или не дошле до тоа да осознаат кој е смислата на нивниот живот и затоа паѓаат нели во таква една состојба на болест, на телесна, душевна и така. Што ви кажа? Отец Ивица зборуваше за своето зборување, кажа 3 клучни поими кои се основа на хуманистичката психотерапија, тоа се контакт, свесност и одговорност. Да, ако личноста не е во контакт со себе, не може ни да стане свесна за тоа што сака. Кои се неговите или незините автентични потреби. Таа ќе слуша, ќе голта. Ова е најдобро за тебе, она е најдобро, ова не е добро, вака треба и така треба. Таквата личност талка. Или може би да стигне многу далеку во животот, ама нема да почувствува сатисфакција. Клучниот збор или клучното што е за излегување од оваа ситуација е прво свесност за тоа каде сум, што ми се случува. Дали се чувствувам добро. И постигнување на свесностни психотераписки процес за тоа кои се моите вистински животни потреби. Токму овој процес кај многу млади, особено тоа го забележувам кај луѓето во адолесцентниот период од нивниот живот, кога ќе ги прашам, не се задоволни. Не им е добро. Завршиле факултет, имаат пари, имаат коли, имаат, се имаат. Чувство на незадоволство, ништо не му се прави, не знае што сака, не го интересира, не се чувствува ни за брак, ништо така. Талка од ден во ден, многу луѓе живеат така. И одат на работа и се браги така, од ден за ден, нема поента, нема смисла. На прашањето каков живот сакаш да живееш, што сакаш за себе, е застрашувачки за многу луѓе. Особено за тинеџери, за адолесценти. Немаат представа многу од нив. За жал, мислам, ја немам статистички податоци, не знам дали некој правил такво истражување. Има, владата Ерочи направи. Ovo што го зборуваш ти. Да, значи они немаат поима каков живот сакаат, што е поентата, која е целта на сето тоа што го прават во животот. Каде сакаат да стигнат. И затоа постојано, што и да прават, имаат доживување дека ништо не прават, дека талкаат, дека не се успешни, дека не им е добро, дека не може да најдат партнери и така натаму. Затоа е многу битно во воспитно-образовниот процес, она што е одамна испуштено во Македонија, веројатно и во другите екс-ју простори, не знам. Меѓутоа во Македонија дефинитивно е испуштено, да родителите им велат на децата, важно е само да учиш. Важно е само да завршиш факултет. Тоа е најважно. Од тебе не барам ништо друго, освен да учиш и да добиеш диплома и да завршиш факултет, додека учат и студираат. И тоа е програмата, ќе исполнат програмата. Тоа е апсолутно погрешно. Тоа е тотално погрешно. Од тебе барам, ништо не барам од тебе. Прво е погрешно, затоа што ако случајно детето не учи, има проблеми во учењето. Значи, единственото нешто што родителите го барали и општеството од него е учење, не може да го исполни. Значи, тотално безвредно. Така. Второ, е погрешно затоа што никој не му предучува на детето дека поентата на учењето е за да може да работи. За да може да заработува за живот, за да може да екзистира. Така. И која е поентата на работата? Па за да може да формира семејство. Така. Или ако не сака да формира семејство, едноставно да живее живот самостоен таков како што избрал или избрала, се едно. И во таа смисла многу е важно во тој воспитно-образовен процес од најрана возраст да се разговара со децата не во смисла на тоа јас сакам од тебе само ова и друго ништо не ми е важно. Важно е школото, ништо друго не е важно. Да се разговара за тоа дека тие имаат одговорност не само пред родителите, ќе ме казнат ако не ги слушам, туку имаат одговорност пред самите себе и пред општеството. За тоа што утре, дали ќе бидат продуктивни членови на заедницата, или ќе бидат некои кои постојано ќе бидат болни, зашто се болниците полни. Полесно е да се биде болен, не си одговорен, лекарот е одговорен, дали ќе останеш здрав. Избираш да бидеш болен. Избираш да бидеш болен. Бегаш. Повеќето болни, психосоматски болни, јас ми дадоа тоа да пијам или да се оперирам и сега јас чекам да ме оздрават.
Правиш, не па, они прават се што треба, голтам се што треба. Сакам да ви кажам дека и здравственото образование, нешто под тоа спаѓа и она што се нарекува ментална хигиена, посебен предмет, не знам колку значење сега му дават, порано имаше некое значење во образованието. Е многу битно да го има во нашиот образовен систем за да имаме здрави поколенија. Така, се, кога зборуваше за образовниот систем, јас се потсетив на една ситуација во основно училиште. Темата ни беше зададена што ќе бидам јас во животот. И многумина од нас се сеќам лекар, научник, уметник и така натаму. Едно децата напиша сакам да бидам автомеханичар. Сега меѓутоа сепак добро беше професорката, него го истакна. Вика, ајде да чуеме, вика, оваа писмена работа. Детето многу искрено се пише што сака да биде во животот, како ќе многу реално, како ќе им помага на луѓето кои автомобилите, како ќе се најде, како сака автомобили, како едноставно многу искрено си напишал. Останатите за да добие повисока оценка ќе напише сакам да бидам лекар или научник, иако не сака тоа. Фантазија. Да. Нереални. Некој представи нормално дека тој не може да биде тоа. Ако од почеток не се учи на искреност и на следење на своите автентични потреби. Отец Ивица, што ви кажал тука за нели тоа воспитување на детето, уште од мали да се градат себе си како личности, да бидат искрени. Кога зборуваше Лиде за ментална хигиена, јас сакам да го цитирам старец Таде, еден духовник од Србија, чија мисла многумина ја користат. Вика, какви ти се мислите, таков ти е животот. Крајно, јасно, дефинирано и нема што тука. За целата приказка е во тоа што човек кој има свесност за ментална хигиена, тој има свесност, значи сознание во неговиот ментален простор, мисловен простор. Која мисла е негова, која е изнедрена од него, а која мисла, например, е само последица од лошо воспитување, социјално влијание, вакво, онако, стравови, комплекси и така натаму и така. Или, не де Боже, демонски. Исто така. Значи, и тоа го има. За човек кој има увид, сознание во својот ментален простор, тој знае. Значи, кои мисли се негови, кои мисли не се негови, туку се деструктивни и кои треба да бидат исфрлени. Тоа исто како еден земјоделец кој се знае, ова е неговата градинка тука, си има патлиџани, пиперчиња, само што има зелка, така натаму, и се знае дека секој коров што ќе порасне, значи трн или се што она што може да ги задуши овие растенија што он си ги засадил, треба да биде откорнато. За да неговата градинка донесе плод, да. Така да и ние во нашиот ментален план треба да знаеме какви мисли да негуваме. И се разбира какви мисли треба, што треба да правиме за да ја полниме на вистински начин содржината на нашите мисли. Затоа човек треба да чита, треба да размислува, треба да медитира, треба да се моли. Особено Светото писмо го читаме. Значи ние од Светото писмо црпиме сериозни вистини и мудрости концентрирани со илјадници години. Така. И сега замисли кога имаш ти еден таков акумулатор, знаеш, ти се од таму црпиш енергија, порака, мудрост и преку сето тоа ти ги вообликуваш своите мисли, потоа тие мисли влијаат врз останатиот аспект на твојот живот и ти гледаш какви ти се плодовите во твојот живот. Значи многу се битни мислите и многу е битна информацијата. Значи правата информација. Правата информација е лекот за нештата. Погрешна информација и примање на погрешна информација може да ти направи голем проблем. И затоа им велам, тој и народот го вели, значи не е злато се што сјае, значи, не се јаде се што лета. Значи, луѓето создале една мудрост вековна, треба да се проверува. Не се што се пласира на пазарот на идеи, така натаму, треба да се прифати. Така, дури апостолот Павле, кога проповеда им вели, истражувајте во Светото писмо, проверувајте. Дали ова што го кажувам е таму запишано. Значи, вистинските духовни раководители, вистинските духовни учители, оние кои на вистински начин ја сведочат вистината, тие не ве манипулираат, тие не ги манипулираат. Самиот збор манипулација значи некога да управуваш за своји цели, вакви или онакви. Значи, вистинскиот учител,
Вистинскиот духовен раководител работи на своето духовно чедо со цел, или вистинскиот родител со своето дете, да го оспособи тој самиот да биде одговорна и зрела личност, а не да направи инвалид од него. Значи, гороистичкиот пристап, пристапот на лажните учители е манипулација и да ги врзеш луѓето за себе, значи, и да ги манипулираш, да ги цицаш. Тоа е вампиризам, еден духовен. А вистинскиот духовен пристап е од луѓето да направиш зрели, одговорни личности со свој интегритет. Мислам, тоа е улогата и на духовникот и на психотерапевтот. Че тоа е тоа, да направиш личности кои ќе можат да бидат одговорни и да бидат своји, но не егоисти. Така. А од твоето искуство, Лидија, ме интересира се, пак доаѓаат кај тебе луѓе со секакви проблеми во животот. Сега интересно е колку од нив сакаат да се градат како личности. Дали, ако им се даде насока дека треба да се градат себе си, како тоа го прифаќаат, како реагираат на тие такви сугестии, такви совети што се душе полезни за нив, здрави? Може нема да бидам многу популарна, ама не ми е ни тоа целта. Кога ќе кажам директно дека не може со секого да се работи психотерапија. Значи, постои категорија луѓе со кои може, многу лесно и многу добро и многу успешно. Постои категорија луѓе со кои оди, ама некако многу тешко и бавно. И постои категорија луѓе со кои што едноставно многу тешко или е невозможно да се работи. Ова главно произлегува од таму што една категорија луѓе сака да се истражува себе си, превзема одговорност за своето однесување, за својот живот и за многу кратко време тие луѓе сваќаат и прифаќаат дека добриот живот, смислениот живот на човекот значи доживотен развој, доживотно учење, доживотно експериментирање со себе и со својот живот сопствен. Доживотно надградување, изградување и, ако даде, нели, Господ, да можат и она што го знаат да го пренесат на идните поколенија. Друга категорија луѓе со кои е добро да се работи и може да се работи се луѓе кои едноставно сакаат да постигнат известно ниво на благосостојба, да немаат големи стресови, да живеат во спокој, нив им е тоа добро, немаат потреба да истражуваат, да се надградуваат, меѓутоа сакаат да имаат и имаат главно мирен, удобен живот и тоа е добро. Меѓутоа, постои трета категорија на луѓе и овде не мислам на луѓе кои се неписмени или луѓе кои што се тапи или не знам, ментално ретардирани. Овде интелигенцијата тука не е приорен момент. Нема некоја особено значење, дури може и контрапродуктивна да биде, мисля дека се знаат. Постои таква категорија на луѓе кои што нарушувањето внатрешно е толку силно и големо што развиле околу себе еден многу ригиден, висок, тврд зид, да кажам, и не може да се допре, или не се спремни, барем, може би и цел живот нема да бидат спремни, да се обидат, да почувствуваат што навистина сакаат во својот живот, да променат нешто кај себе. Обично, најеклатантен пример за такви личности се, например, кога родители ќе донесат дете со кој имат проблеми на училиште или не знам како, и при самото споменување дека всушност тие треба да доаѓаат на терапија, бидејќи тие имаат семен проблем и затоа е детето такво какво што е, тука има веднаш отпор, веднаш лутина, веднаш нас нема никаков проблем, супер сме, детето треба да се поправи и јас некогаш на шега им кажам да го носат на механичар. Да го поправат и да го вратат. Меѓутоа, вака изгледа смешно. За жал, животите на тие деца не се баш многу смешни, забавни, со такво обкружување. Има родители кои имаат личен, не мора родители, имаат луѓе кои имаат личен проблем, длабок. Не сака да се менува. Не, има ужасен страф од промена. Некои луѓе мислат дека ако променат барем нешто во својот живот, малку нешто да излезат од рамките во кои живееле, обично се многу тесни, дека ќе се распаднат. Тоа е застрашувачко чувство.
Ако нешто променам во себе, ќе се распаднам. Веќе нема да бидам јас, ќе си го изгубам идентитетот. За жал, тука треба многу да се работи, ама многу тешко. Значи, ја би се надоврзал... Така мислам, да. Значи, Многу тешко. буквално, еве, јас како духовник, како духовен раководител, како свештенослужител, јас можам во тие категории да ги поделам и верниците. Така. Значи, имаме активни верници кои се Христови ученици. Значи, тој сака да учи, тој сака да се менува, да се живее духовно будење, духовна промена, личностна промена. Тој се радува на животот, градивна личност е, општествено активна, во црковната заедница цело време внесува иновативност. Значи, има творечки момент во себе си. Так. Значи, има таков процент на верници, без нив црквата би била мртва. Так. Но поголем процент се оние втората категорија, тоа се конформистички верници. Значи, они не се неверници. Значи, тоа не се глупави луѓе, туку одат до некое ниво. Значи, да, они ќе доаѓат на подобрат сопствениот живот. Има егоистички момент. Тука има така малце, знаеш, што добивам, што губам. Значи, тие се уште не се пребориле со своето его. Значи, ако првата група се преборила со своето его и веќе расте, се уподобува на вистинските вредности на Бог, значи нивната личност се расцветува, таа станува богослична личност. Сега овие вторите, тука егото уште не е победено и тука они одат, мерат што добиват, што губат. И цело време тука им и затоа не може да напредуваат во духовниот живот. Не може да напредуваат. И можеби најголемата категорија, најголемиот процент од верници се оние кои ништо не прават. Значи, тие се декларираат како верници, а во суштина си имаат свое толкување, свое разбирање и за вера, и за Бог, и за духовност, и за нација, и за семејство. И сето тоа доаѓа како последица од, пак ќе цитирам тебе, Лиде, од тоа што тие немаат никаков контакт со себе. И сега, ако ти велиш дека кога им кажеш нешто се лутат, истото тоа се случува и кај нас. И велам, чекај малце, вие се декларирате како православни христијани. Тоа што вие го правите, и така како што вие практикувате верата, е спротивно на православното христијанство. Спротивно на Божите заповеди. Вика, вие во никој смисла не можете да бидете православни. Па ние, ти ли ќе ни кажеш? Вика, видете, јас нема да се лудете, јас не сум тука да ве навредам, туку ви кажувам дека овој начин на живење што вие го практикувате, овој модел, значи, таа тотална духовна потопеност или инертност, таа нема да ве одведе никаде. И некои од нив после некој време доаѓаат, пошто се соочуваат со разни животни нелагодности, кои се последица од нивната инертност и духовна неразбуденост и неактивност, ама болестите си доаѓаат, затоа што душата си го сака своето, телото си го сака своето. Бог има закономерности. Ако нема доволно грижа еден човек, доволна љубов, нема здрава социјала, тоа семејство е мртво во духовна, емотивна смисла и тука се појавуваат болести. На сите нивоа. И се тие доаѓаат и се често им велам, да го прифативте процесот на промена, можеш и ова ќе ве, сигурно ова ќе ве одминеш. И некој од нив, ама тоа е тој момент, болката ги потикнува на промена. Болката како последен, како да кажам, иницијацијски момент, потикнувачки момент. Мора, значи, да дојде до болка, за да болката го потикне на процес на размислување. На некој начин кажуваат дека болеста е дел од Божјата промисла за душата да дојде во контакт со себе си. Затоа што ако нема болка, ако нема страдање, тој никогаш нема да сака да се промени. Било што да се претвори во ништо. Да, но апропо ова што и двајцата го констатиравте во врска со болката. Конвенционалната медицина одамна има објавено војна на болката и има нотирано како нешто што е најлошо и најстрашно и треба веднаш во старт да се потисне, да се неутрализира. И токму затоа постојат толку многу аналгетици, толку многу антидепресиви, толку многу подобрувачи на расположението, вака пошироко кажано, така што човек и малку денеска да се почувствува непријатно, веднаш пие апче. Малку да го заболи глава, веднаш... А не се прашува која е причината на тоа? Не може да спие, апче за спие. За се има таблета. И на тој начин луѓето не стапуваат во контакт ниту со собствената болка. Дури не овозможуваат на болката да предизвика некакви
промени. Јас не велам дека некој треба да страда во судни маки и да не му дадат нешто за ублажување на болките. Меѓутоа, на дневна основа, денес превртете, да не посочувам во било која фирма, чанти и джебови на луѓе, ако не најдете на секој втор диазепам, хелекс, деметрин и не знам што, нема сите носат такво нешто во чанта. Аналгини сите носат во чанта. Значи, болката е како показател, како поттикнувач на некаква промена. Аларм. Да, вклучување на некаков аларм. Чекај, јас нема, нешто ме боли, не е во ред, нешто треба да променам. Се потиснува. И потиснувањето станува всушност стил на живот. Така, а тоа е нешто што не е добро. Често тоа го кажам во разговор со мои пријатели. Има два пристапи кон болката, кон страдањето, потиснување или трансформација. Бејќи потиснувањето е полесен начин, многумина од луѓето ја потиснуваат болката за да не страдаат, меѓутоа таа излегува подоцна како поголем, пак се манифестира. Трансформацијата е единствениот начин, тоа во православието се вели преобразба, односно покаяние. Ако тоа не го направи личноста, никогаш не може да направи. Го прифаќаат процесот на внатрешна преобразба, за нив здравјето е вредност. Така. А тие што не сакат да се преобразат и здравјето не им е вредност, туку некаков нивен личен егоконформизам, утопија, некоја илузија, фантазија и така натаму, тие избираат ова болеста како избор. Да, односно болеста како бегство. Може би тоа да не се случува на свесен план. Подсвеста е многу силна работа. Така. Значи, многу луѓе кои не израснале на повисок духовен степен и нема такво ниво на свесност, на само себе осознаеност, кај нив подсвеста е многу силна. И подсвеста им комбанува, подсвеста им е режисер. И таа им прави хаос. Так. Тоа е една друга тема. Овде се отварат многу теми. Многу, да. Така, ние сме при крај на емисијата. Останува уште едно завршно обраќање на двајцата мои соговорници. Лидија, што би им препорачала за душевно, телесно и духовно здравје на нашите гледатели? Што да прават? Јас можам да го кажам мојот пример, а секој ќе си избере што е најдобро. Не сакам на луѓето да им кажам ова е најдобро за тебе. Најдобро е сам да осознае секој што е најдобро за него или за неа. Во последниве, не знам, 30 и повеќе години од мојот живот, без разлика на тоа што во еден период сум се занимавала со една професија, потоа со друга. Да ги подсетам нашите гледатели, ти беше и новинар и на оваа телевизија си настапувала и така, значи сепак замина од таа професија. Со различни професии сум се занимавала и од различни аспекти сум го гледала животот околу мене. За мене, моја препорака е да имаат редовна физичка активност, на дневна основа, особено кога се работи за деца уште од предшколска возраст. Значи, уште од кога ќе прооди детето. Да има на дневна основа редовна физичка активност, ако е можно организирана физичка активност, да се хранат согласно потребите на организмот, а не согласно маркетингот. Ова е најдобро да се јаде, ова е нов производ. Не, што ми треба, тоа да. Денеска ќе кажат едно, по неколку дена ќе кажат спротивно. Шекерот, штетни се мастите, штетни се белкови, не штетно е ова. Луѓето јадат тоа што ќе им кажат, а не тоа што им се јаде и тоа што им треба. Да живеат модел на живење кој што им е близок, кој што го сакаат, кој што ги радува. Да бидат обкружени со луѓе со кои им е добро. Да ги избегнуваат колку што е можно луѓето со кои не се чувствуваат добро. Ова звучи дискриминаторски, себично, меѓутоа е многу здраво, многу здраво. Да, апсолутно. Ако не се чувствуваме добро во присуство на одреден човек, луѓе, средина, а не мораме, не сме принудени да бидеме таму, да не бидеме таму, да бидеме со луѓе со кои ни е добро, со кои се чувствуваме спокојно. Тоа би биле моите основни препораки. Отецевица ти завршите. Ние христијаните викаме амин за ова што кажа. Амин за тоа што кажам. Истото тоа би го кажал. И во рамките на овие наши емисии потрага по вредности ќе говориме и еве не случајно ја поканивме Лидија денеска. Значи не само тој теолошко христијански духовен аспект, туку и од повеќе аспекти во однос на тоа како човекот да стане здрава личност во сите аспекти на своето постоење. Тоа е и целта всушност на оваа емисија, братушка.
Така. И благодариме многу на Лидија. Благодарам Лидија, благодарам Беше Отец Ивица. задоволство. Мислам дека оваа емисија ги дадовме одговорите што ги очекува нашите гледатели и дека дојдоа до некои сознанија како да си го средат собствениот живот, што да прават за да бидат во контакт со себе си и да бидат блиски со себе си.